Сметам дека можам моите вредности и моето искуство да го вложам во општината за пред се за победување на најголемото зло, корупцијата, бидејќи сите теми што ќе произлезат вечерва во разговорот се резултат на корупција. Каков е планот за справување со, како што го нарекувате, урбаниот хаос во Центар? И урбаниот хаос е резултат на корупција. Не би постоел урбан хаос доколку би се почитувале стандардите за планирање, стандардите за проектирање. Се е тоа резултат на корупција. Некој ја злоупотребил својата службена должност и доцртал таму кај што треба по барање на приватниот инвеститор. Луѓето си мислат дека тоа е така, плукни залепи, ќе одам во општина, ќе фатам врски, овде ќе ми направат, ама последиците од урбанистичкото планирање допрва ние ќе ги чувствуваме, особено овие што се случуваат во поново време. Урбанизмот не е туку така, тоа е многу комплексна дисциплина која што се бави со различни проблеми, од социјална природа, од економска, од правна, од животна средина, од култура, значи се во едно треба, урбанизмот се треба да смисли. Не е само на едно подрачје вие да направите толкави кули и толку. И ние готово, го завршивме. А каде е тука јавниот интерес? Каде ќе одат тие луѓе? Каде ќе излегуваат? Каде деца ќе запишат? Има ли капацитети општината сето тоа да го совлада? Да, можна ли е ревизија доколку дојдете на чело на општината? Како не, значи општината треба на секој 5 години да носи нови дупови. Во моментов се реализираат дуповите донесени од 2012, со исклучок на тие поновите сега во последно време што се донесени, што не знам дали се околу 10, пример, не се ни повеќе, а вкупно се 34. Значи, општината има обврска тоа да го прави, плюс има законско право да се врши суспензија и на дел од дупот.